Полни 25 години во старата Охридска чаршија успешно работи берберницата Шогун на берберот Неат Алим. Занаетот почнал да го пече уште од 1993 година, за веќе во 1998 да отвори и свој дуќан. Тајните на берберскиот занает му ги пренесе на неговиот син Емин, со кој веќе неколку години се во хумана акција за бесплатно подстрижување на социјално ранливите категории граѓани. Алим се сеќава на чаршијата некогаш, занаетите што постоеле, дуќаните што екзистирале, правејќи паралела на работата некогаш и сега. Веќе четврт век обстојува и успешно работи берберницата Шогун. Значаен јубилеј на вистина, па збор 2 за вашите почетоци и осврт на вашата работа некогаш и сега. Јас веќе во овој дуќан овдека работам точно 25 години, уште од далечната 1998 година. Првите почетоци ми беа кај мајсторот Ведат. Од 93 година почнав да го учам тој занает, кај него бев чирак 4 години. После тоа добив покана за војска, замина војска, завршив воен рок и од тогаш веќе работам во овој дуќан. Ова година направивме 25 години, сум презадоволен од работата, си тераме како што требите и така. Каква била некогаш и сега работа? Порано беше многу подобро се живееле со овој занет, затоа што 90-те години имаше многу луѓе во Охрид. Ние како бербери работиме со луѓе, работиме со муштери, меѓутоа последниве 10 години Охрид се преполови. Многу од младите луѓе си замина во странство и Охрид секоја година како шидат имат помалку и помалку луѓе. Со тоа и ни паѓат и нас и работата. Кажете ни како се менувала чаршијата низ годините? Сигурно имало многу повеќе занаетчиски дуќани од сега. Јас потекнувам од оваа чаршија. Детството ми помина во оваа чаршија, како јас, како моите родители, како моите предци. Исто така и моите предци биле занаетчии. Прадедо ми мој работел во оваа берберница како ковач. Обстојувал дуќанот како ковачница до 1967 година. Како мало дете памтам овдека во нашата улица, односно во старата чаршија, имаше многу занаетчи. Ги памтам како занаетчи беа ножари имаше занаетчи кои работеа со самари, кондураджи, памтам ко мало дете имаше опинчари, казанджи, саатчи. Тие веќе ги памтам. Можам да кажам дека први комши ми беа Луто ковачот, Узеир ковачот исто така, прадедо ми исто во овој дуќан, овдека Климе самарџијата, друго имаше еден казанџија од Миле Марин, татко му. Се сеќавам ко мало дете, го заборев името како се викаше, тој беше опичар и тој работеше со опинци. За разлика од сега, веќе сите тие занаети изумреа, старите луѓе починаа, никој не ги наследи тие занаети и од старите занаети, да кажем, останавме само ние како бербери. Има уште неколку кондураджи во старата чаршија што обстојуваат. Имате еден или двајца саатчи кои поправаат часовници. Од другите занаети немаме. Како што се калеџиите, како што се опинчарите, самарџиите, ножарите, луѓето кои се бавеа со самари, веќе то нема ни еден дуќан таков. Низ годиниве сте учествувале на бројни фестивали на фризура, мода и убавина, сте освојувале и награди. Какво искуство собравте од ваквите настани? За прв пат еднушка настави во еден таков настан. 2018 година во Охрид имаше еден балкански надпревар за мода и фризура. Тогаш во организација на Македонската фризерска асоциација со председателот Димче Ивановски се организираше во Аквалина еден таков настан. Таму учествува над 50 луѓе. Од тие 50 луѓе успеав да го освојам петтото место. 2019 година исто така имаше еден настан во Скопје, во Македонската опера и балет, и таму имаше над 60 луѓе кои учествуваа
во категорија на машки фризури, невестински фризури, фантази фризура и шминкање. Во тој настап успеав да го освојам третото место. Искуството е неопишливо. Имаш контакт со многу фризери, бербери, кои се прваци во Балканот, во Европа, имат суди кои те оценуваат во брзина, во квалитет, гледа со каков алат работиме и на крај си ограничен во време трајање да се заврши фризурата. Јас имав точно 20 минути да ја завршам тој модел и успеав да се изборам од над 60 луѓе да го освојам третото место. Фирмите денес на вистина потешко може да најдат работници, вие сте бербер, занаетчија. Колку денес младите се заинтересирани да учат занает, еве конкретно берберскиот? Порано имаше деца кои ќе наполне 14 години, во тој период во тој период веќе се завршуваат основното образование. Имаше деца кои сакаа да продолжуваат во средно образование да завршат висока школа, меѓутоа имаше и деца кои не сакаа да учат школа. Тие деца веќе после основно образование веднаш одеа да учат занает, како што се бербери, шминкери, фризери, автомеханичари, плочкари и луѓе кои се занимаваат со таков занает. Од кога државата воведе задолжително средно образование, веќе од тогаш драстично се намали интересот за учење на сите можни занаети. Конкретно за берберскиот занает веќе имаме недостаток на калфи, затоа што односно чираците наоѓаат оправдување дека мора да одат на школа и немаат време да дојдат да го учат занаетот. Сега, тие се пресудни години за учење на занаетот, од 14 до 18 годишна возраст, во тој период најбрзо се учи занаетот. Веќе кога ќе наполни детето или човекот 18-19 години, тогаш веќе тој е оформена личност и не може толку лесно да го научи занаетот. Берберскиот занает во семејството Алим има иднина. Вашиот син тргна по вашите стапки. Така, синот мој Емин веќе работи дека скоро 4 години. До овој момент имат постигнато доста искуство, вклучувајќи баш мене вчера ме шишаше Емин. Му треби уште малку време да го доусовршува занаетот, меѓутоа ова година е матуран. Се надевам дека ќе матурират и после веќе активно ќе продолжи со овој занает. Да се надеваме дека ќе станете еден, јас како родител се трудам да му го пренесам занаетот најдобро како што можам, затоа и да го научи занаетот и да станете еден од подобрите бербери во градот. Емин, ти си новата генерација бербери во семејството Алим, па кажи ни колку за тебе беше тешко или лесно совладувањето на занаетот? Па како прво секој почеток е тежок, нормално, додека се навикнеме на целата теорија, на целата работа, но со текот на времето и на годините немав некои потешкоти, да кажам, се полесно и полесно ми беше. Дел сум веќе 4 години и се надевам во иднина дека ќе продолжам и со поголеми успеси. Како влијаеш на околината? Дали можеби некои од твоите другари се одлучуваат да се занимаваат со овој занает? Па доста пријатели и другари имам, покажуваат и тие интерес. Имам и другари што работаат исто како мене. Со некои си делиме некои совети, дето ќе ми каже сум направил вака, па или ќе се организираме, ќе одиме негде на некои надпревари. Емин, заедно со твојот татко правите на вистина една хумана мисија, па колку за тебе е тоа сатисфакција за твојата идна работа? За мене тоа е една голема поука, затоа што таа хуманитарна акција ја направивме заедно со мојот татко, за да можеме да им помогнеме на социјално ранливите категории, да не треба тие да го плаќаат своето пострижување, туку да дојдат кај нас и бесплатно да се пострижуваат. Веќе неколку години заедно со младиот Емин правите еден хуман гест, бесплатно подстрижување на социјално ранливите категории на граѓани.
Заедно со синот со Емин почнавме да работиме на ова работа. Пред 3 години со Еминче се договоривме еден ден во неделата да одвојуваме од времето за да им излеземе во пресред на таа категорија на граѓани кои не се во можност да го плаќаат нивното шишање. Јас цел живот работам со луѓе, повеќе од 25 години го работам овој занает и сум имал прилика со луѓето да ми кажува дека свано немаат пари за да одвојат за нивното шишање. Сум имал такви многу прилики и решивме заедно со Емин барем еднушка во неделата по 3-4-5 сати да одвоиме за тие луѓе, за таа категорија на граѓани, да одвоиме некој време за да ги пострижуваме бесплатно. Благодарност е, верувам. Така е. Да. Се гледат изразот на лицето на луѓето кога ќе ја добие таа бесплатно шишање. Ние сме веќе се навикнавме на тоа, ги очекуваме во било кој човек кој не е во можност да го плати слободно нека дојде, односно треба да земете едно купонче од Црвен крст, треба да е таму регистриран како примател на помош, со тоа купонче идат овдека во берберницата, нас ни го предават и ние си го пошишуваме бесплатно. Исто така и добивме една благодарница од Црвен крст заради нашата хумана работа. Охрид како туристички град бележи голема фреквенција на странски гости. Па имаат ли обичај странците да користат берберски услуги додека се одмараат во нашиот прекрасен Охрид? Сите странци кои доаѓаат во Охрид, секој еден странец сака да дојдат во берберница и да користат една услуга, една берберска услуга како што е подшишување и бричење. Ние во нашата берберница му нудиме бричење со масажа и странците уживаат во тоа. Зошто уживаат? Затоа што во нивната земја таму е забрането бричењето и тие за прв пат во животот кога ќе дојдат на одмор веќе го искусуваат тоа искуство бричењето на лицето и масажа. Да не се странците, верувајте дека многу тешко ќе ја поминиме зимата. Охрид е туристичко место, сите сме зависни од туристите, благодарение многу на агенциите кои ги носат гостите во Охрид, државата кој им дава субвенции, на туроператорите, затоа што верувајте, ако не се странците, ако не се холанѓаните, белгијанците, пољаците, турците, англичаните, Охрид многу тешко ќе ја поминиме годината. Сигурно имате некој што секоја година доаѓа па ве посетува. Па ево сега ќе ви покажам една слика. Пред некое време едни пријатели од Холандија кои беа овдека во берберницата, случајно се сликавме и ми пратија преку пошта една слика, што значи дека добивам вакви слики многу од странците. Често ни носат и сувенири со наши слики и секоја година веќе кога ќе дојдат во Охрид морат пак да не посетат. Не само кај мене, туку веќе кај сите берберници. И на некој начин стануваме и пријатели со тие гости.